Han tilbød at stikke en op i gange foran hele klassen. Det var en dreng, der på en Netto. Ова се дел од разговорите помеѓу шведско-данскиот политичар Расмус Палуден и млади момчиња на интернет, осудени од расистички политичар кој е зогласен за неговите така наречени тури на палење на Куранот и антимуслиманска омраза. Голем дел од времето го поминува на социјалната мрежа Discord, разговарајќи со млади момчиња за сексуално експлицитни теми. Så jeg prøver bare at forklare dig lidt omkring islam, for at du kan få en idé om, hvorfor at jeg ikke bryder mig om den religion. Resolve took another hit as he realized she was going to give the class the most exposed view of his punishment. Mrs. Ambrosler ramming the straight and hard and fast up his. He cried as he had never cried before at the first violation of his sphincter by the hard plastic tool. Палуден споделува експлицитни приказни за возрастни со неговата публика, без оглед што е свесен за нивната возраст. Во многу случаи, тие имаат само по 13 години. Ja, 5. december 2007, så kunne jeg ansvaret. Altså, når jeg nysgerrig, hvor gamle er folk anden? Altså, 15, 14, Ja, 39. Кога профилот на Расмус Палуден на YouTube беше отстранет во февруари 2020 година, тој отвори сервер на Discord за како што вели да ги едуцира луѓето за неговите ставови. Но Палуден често во ноќта се вклучува со педофилско поведение со млади момчиња. Det var en dreng, der på en Netto. Hvordan kan en pige gøre det? Tror man ikke om, hvad det er? Nå. Arbejder du i Netto, eller hvad? Jeg arbejder i Netto. Jeg er 14. Er du fra Mellemøsten? Ja, mig? Mhm. Jeg er du at det er Armando. Nå for satan. Jamen, jeg kan ikke se, hvem der taler, forstår du, fordi jeg står ude i køkkenet. Nå, okay. Nøgen. Problemet er jo, når jeg går ud i køkkenet, og stolene står sådan lidt hulter til bulter, så kommer jeg jo til at støde ind i dem med mit enorme lem. Иако Палуден бил обвинет за 14 престапи во минатото, вклучувајќи расизам, клевета и сообраќајни прекршоци, неговите онлайн допишувања не предизвика никакви акции од правосудните органи на Данска. Неодамна, антиисламскиот екстремен политичар гореше копии на Куранот во близина на амбасадата на Туркија во Шведска и Данска. Сквернавењето на Куранот предизвика силни протести во муслиманскиот свет, но Палуден истакна дека ќе продолжи да ја гори светата книга на муслиманите секој петок, се додека Шведска не е примена во НАТО.